Добро утро. Денеска се вклучуваме од пред владата, каде што за утре е најавен протест. Токму на оваа тема денеска разговараме со господинот Благој Аралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и добро најдов. И многу ми е драго што денеска ни пруживте можност како телевизија, како слободен печат да ги искажеме и нашите барања, но и нашите најави за утрешниот ден. Токму од тука би почнале со разговорот. Една кратка најава. Зошто е потребен овој предупредувачки протест како што го најавуват? Па многу пати во јавност искажавме до сега дека работничките права се на најниско ниво од независноста на оваа држава. Значи, зборуваме за минимална плата нема, 2% инфлација во март, 1,7% покачување на минималната плата. Зборуваме за неработна недела, зборуваме за боледување од COVID-19 кое треба да се исплаќа 100%, но владата наместо да ги спроведува законите носи одредени заклучоци и така натака. Кога КСС ќе го подигне својот глас низ институциите на системот, тогаш доаѓа до пресметка со синдикалните лидери и со синдикалните организации. Затоа ние викаме доста е и стоп за прогонот на синдикалните лидери, на синдикалното организирање, затоа што стварно во овие години веќе се претера со таквите дејанија од страна на именувани лица или на лица кои што се на функција во оваа власт. Имале ли досега обид или можност да направите некаков диалог со представници на владата? Да, ние имаме диалог, но тој диалог е на најниско ниво од кога постои економско-социјалниот совет. Можам да кажам дека социјалното партнерство и социјалниот диалог се само формални и се прават само од формални причини, колку да се каже дека нешто се разговара. Кога ние ќе влеземе во некоја институција или кога разговараме со претпоставените, тоа се слуша, но кога ќе излеземе надвор, се продолжува со таквите действија. Тоа само по себе кажува дека е големо самоволие, дека не се почитуваат законите и се продолжува со малтретирање на синдикалните лидери, после тоа со растурање на синдикалните организации, со непочитување на слободата на здружување и конвенциите на меѓународната организација на трудот, со непочитување на законите од делот на трудовото право и така натака и така натака. Кои сектори се најзагрозени? Може ли да издвоиме кога станува збор за работничките права? Па не можеме ништо да издвоиме, затоа што во овој период се сите сектори загрозени и од јавниот и од приватниот сектор. Збориме за минимална плата, дека ја покачуваме минималната плата. Пред некој ден министерот за администрација излезе и кажа дека има 120.000 вработени кои што земаат плата од буџет, 48% се со средно образование, тие земаат минимална плата сега во овој момент. Можеме да кажеме дека имаме голем број на работници кои што го изгубија своето работно место, кои што немаат никакви примања. Можеме да кажеме за работници кои што иако газдите добија помош од државата, но не исплатија или исплатија помалку или исплатија денар и два, како што знаеме. Нема слух од институциите да се поведе постапки против нив. Еве, ние знаеме сите низ порталите во државата, читавме дека во изминатиот период што се случило со еден газда кој што земал државна помош во Америка, а си купил кола. Значи, американските власти веднаш реагирале и досудена му е 3 години затвор. Тука немаме ни информација, ни кои се тие, ни што се преземало против нив и така натака. Значи, не може да се одвои кои работници се најзагрозени, затоа што работникот во овој момент е на најниско ниво и осиромашен. Сите работници се доведени во една тешка ситуација, која што, не знам, на крајот како ќе можат да го преживеат и оваа заразна, и оваа здравствена криза, но и оваа економска криза која што се подлабоко и подлабоко тонеме. На утрешниот протест, колку што сум јас информирана, ќе се приклучат и повеќе синдикални организации, меѓу нив е и СОНК, исто така најавен. Какво е расположението помеѓу самите работници?
Значи, притисокот за излегување на протест беше од самото членство во Конфедерацијата на слободни синдикати. Сум ке дел од Конфедерацијата на слободни синдикати и сите други значи, грански синдикати кои што членуваат во Конфедерацијата ја одобрија одлуката на највисокиот орган помеѓу два конгреса, тоа е конференцијата, која што таа одлука беше едногласно донесена. И таа одлука не е само за утрешниот протест, доколку немаме никаков фидбек од утрешниот протест, ние продолжуваме и понатака со многу порадикални мерки. Може ли да споделиме само со нашите гледачи информација која што верувам дека ќе им биде важна, во колку часот почнува протестот, низ кои улици ќе се движите, каде завршува со оглед на тоа дека деновиве се организираат и протести од други исто слични организации? Значи, протестот започнува во 16 часот од булевар Гоце Делчев, тоа е спроти македонска телевизија, ке хотел ВИП. Ке се движиме лево кон Црвен крст до собранието на Македонија, од причина што законодавниот дом е тој што ги носи законите и ја избира оваа влада, сакаме да се обратиме и до нив, да излезат надвор и да видат што се случува со работниците и завршуваме потоа преку Министерството за правда доаѓаме тука до пред владата, затоа што очигледно е дека социјалниот диалог на маса не може да вроди плод. Еве, ние ќе дојдеме тука да им покажеме дека постоиме и дека не може да не уништат и дека треба да се откажат од таквите намери во кои што секојдневно се деградираат синдикални лидери или членови на синдикатот. И ако добро ве разбрав, утре нема да заврши овој протест со утрешниот протест, односно се ќе протестирате се додека не бидат сослушани вашите барања. Точно, работите треба да дојдат во ред, треба да се почитуваат законите во оваа држава. Значи, буквално сите закони од трудовата област се кршат секојдневно, затоа веќе чашата е прелејана и ние излегуваме на протест. Доколку не најдеме начин преку диалог да ги решиме проблемите со кои се соочуваат буквално сите работници во државата, затоа што ќе кажеме уште еден проблем за кој што не сакаат да разговараат со нас, а тоа е дека ние побаравме и парите кои што државата ги дава за плати на работниците да идат или директно на сметката на работниците, или да има глоби или казни за работодавачите кои што нема да ги исплатат, но немаат слуки за тоа. Не знам зашто тоа така го прават. И затоа јутре кажавме и дека ќе го посетиме и собранието на Македонија за да укажеме дека законодавниот дом е тој што ги носи законите и законодавниот дом е тој што ја избира оваа влада и дека треба да се стави крај на оваквите девијантни случувања во државата. Господин Ралповски, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг и се надевам дека утрешниот протест ќе биде еден и единствен, дека ќе бидат сослушани вашите барања и дека нема да има потреба од понатамошни вакви слични протести. Ви благодарам и се надеваме и ние дека ќе биде еден и единствен, но предупредуваме, доколку нема слух во однос на нашите барања, тогаш продолжуваме и понатака. И благодарам уште еднаш, ние се одјавуваме од пред владата, каде што и изминативе денови исто така се протестираше, колку за подсетување тука во понеделникот и вчера протестира и организаторите на ивенти. Да, ова се сезона на протести. Елизавета, има ли шанса да го прашаме нешто господинот од синдикатот, ако е се уште таму? Бидејќи неколку пати повторуваат дека се вознемируваат синдикални лидери и така, кој ги вознемирува? Работодавачите или тој мисли дека се работи за организиран државен некаков проект за вознемирување на синдикални лидери? Има ли примери? Можеме ли да побараме некои од тие луѓе што биде предмет или цел на вакви вознемирувања? Да, уште едно прашање од студио, дали имате пример, можеби или доказ на конкретни вознемирувања, бидејќи во текот на разговорот беше споменато и ова? Па има низ за докази. Јас како претседател на Конфедерацијата добив подказ дека 3 дена не сум бил на работа, сум имал синдикални активности. Го добив тој мој случај на прво степен, на второ степен, на Врховен суд на ревизија, но повторно јас добив отказ од иста причина. Имаме примери каде што министерот Спасовски од негови лични
причини не сака престана да одбива чланарината на нашиот синдикат во полицијата. Имаме примери каде што имаме судска пресуда во АДЛМ, директорот на АДЛМ не сака да ја спроведе таа судска пресуда која што кажува дека сите членови како што биле административно одземени, така треба да бидат административно вратени. Имаме примери каде што председателот на затворите во Македонија беше преместен од работно место од затвор Шутка во затвор Идризово, иако е тоа спротивно на законот за спроведување на санкции, само затоа што застана позади колегите кои што беа на дисциплинска постапка и добија отказ од работа и така натака. Имаме безброј примери кои што можеме да ги наведуваме. Утре ќе бидат тука колегите со нас, ќе се обратат на овој протест, ќе ги кажат нивните проблеми и ќе слушна јавноста што се случува со слободата на синдикалното организирање во Македонија и како се обидуваат да го задушат синдикалното организирање. Доколку нема други прашања, ние тука го завршуваме ова линковско вклучување.